Од каде сме? Од каде доаѓаме? Кои сме? Чии сме? Што е проткаено во нашиот идентитет? Нашето стебло и нашите гроздови, гранките и фиданките кои се испреплеле, кажуваат многу. Тие се нашиот код. Лозинка од лозата која не смееме да ја заборавиме. Сите сме гости на овој свет, патници на едно заедничко патување, наречено живот. Но има уште едно патување, кон назад. Тоа плови по спомените. Затоа ја избравме оваа топла и блиска тема. Ова е нашиот спомен за македонските села, за реките, плевните, водениците, джамлиите, бунарите, лепчето со шеќер, макалото. Досега вративме 10 звезди, шампиони, но пред се благородни и доблесни луѓе кои си ја знаат вредноста на корените. И откривме зошто толку убаво блескаат и под кое стебло играле како деца. Видовме различни села. Мали, напуштени, глуви и самотни, бели и прекрасни, планински, автентични, но сите со иста рана – иселувањето. Села кои останаа зад грбот на своите внуци. Оваа мала бројаница од 10 рурални бисерчиња е првата десетка во нашата ризница со која на наш начин решивме да му дадеме отчет на идентитетот. На сите кои ни помогнаа досега им благодариме. Приказната од кое село е баба ти започна со Јаков Дренковски и Галичник. Нашиот Midnight Cowboy по 14 години покрај темелите на куќата од детството. Во моментов стоиме на местото каде што Јаков ги поминувал своите фрагменти од детството. Позади нас имаме само темели од родната куќа. Повели, кажи ни ги твоите сеќавања за твоето детство. Морам да бидам искрен, некако затропа душава. Се преврте при самиот влез во селото, се преврте многу слики во мојата глава, што за кои предно кои не можем ниту да се сетам. А уште повеќе тоа се некако со поголем интензитет откако го препознав темелот, каде што беше старата куќа на мојот дедо Јаков, чие име јас го носам. Со тек на време, после таа стара куќа стана плевна, се изгради нова куќа, која за жал, ако цвеќето не го негуваш, ќе овене. Така и ова, ако куќата не се негува, ќе падне, ќе биде обрасната и да не се чудиме понекогаш кога не може да си го најдеме местото каде што се родени твоите предци, односно моите предци. Галичник, опишан од основоположникот на македонското современо сликарство, Лазар Личиновски, се појавува како со нежни бои насликан јапонски параван, планината Бистра, во чие подножје стрмно до Радика се спушта карпа речиси километар, а над неа се белеат како птичји гнезда, високи камени куќи, еден дел од Галичник. Еве сега, кај мене тоа буди, една прекрасна гледка, бидејќи ретки се оваквите појави во октомври месец да имате еден оваков пейсаж, тоа ми се чини кај никој од нас не остава равнодушен. Ако сте поет, верувам дека ќе напишете некој стих. Сигурно. Ако сте сликар, ќе го насликате овој пейсаж, ќе оставите пренесете на платно, а јас како оној човек што се бавам со музика, дека ќе отпеам и убавата песна. Владко Лозановски, момчето со кадифен глас, ни пееше сред селото на своите баба и дедо по татко. Тој безрезервно си ја сака Белица, давајки ги своите песни секогаш, па и на црковниот собир во чест на 150-те години од постоењето на црквата Свети Ѓорги, кој го вековечивме заеднички, чувајки си го ова сеќавање. И баш ми мило што ќе споделам и во јавноста нешто дел од мојато детство, мојато
Место од каде што потекнуваат мојата баба и дедо во Белица. Тоа е Кичевска села на 14, околу 14-15 км оддалечено. Па како и сите деца, мали, нормално, секоја игра е интересна, со топка, без топка, бракотници, мижаници на некој начин. Жмурки ние Жмурки, велиме да. во Скопје, да. А велосипедите како ги викате? Бицикли. Бицикли. Тука во Кичево бицикли се викаат, а џамлите ги викаме били. Кажи да или кажи не, дали сакаш да си со мене, твоите усни да ги имам со вкус на мандарина, сега биди со мене. Кажи да или кажи не, дали сакаш да си со мене, твоите усни да ги имам со вкус на мандарина, сега биди со мене. Како тебе нема друга, како тебе нема друга, не те оставам на друг, јас никогаш веќе. Ова лето ќе се памти, со тебе сите ноќи ми се кратки, со тебе сите денови се златни, сега само моја биди ти. Ова лето ќе се памти, со тебе сите ноќи ми се кратки. Лабела белица ја нарековме затоа што е бела од убавина, разжуборена од реката и се полична и пожива. Затоа што беличани навреме ја процениле незината скапоценост. Овде играат малтерот и мешалките, координирани од иницијативата на незините жители, кои со постојани планови за обнова и ја вратија белината и го светна лицето за пречек на оние кои сакаат да ја видат и запознаат. Минувачите и оцелените повратници, кои овде може да се изнаслушаат легенди и преданија за Александар Македонски, Јордан Пиперката и карпите кои го чуваат нивниот спомен. Солена Затковска. Ја баравме тревата што бега за Амајлија, најтаинствената од мариовските марифетлуци, на пат кон градежница кон селото на Итар Пео. Лена ни ги кажа најубавите визии за идните лета кои сака да ги минува во градишница. Не знам, ја дојдов многу одамна во Македонија кога бев помалечко, онака на одмор, нели, и за Макфест и за фестивали. И уште од тогаш видов дека за децата и буквално за сите луѓе има поинаква слобода тука, а и убавина. Сега заради сите тие работи после, нели, кога дознам ствари од кај сум и да ме прошетат моите, нели, до Мариово и до другите села од кај што имам потекло, видов дека уствари Македонија има многу поеќе од тоа само што е покажано. Да, Градешница е многу интересно село и ти потекнуваш од истото село од кое што потекнува Итар Пео. Но јас чув некој муавет дека вие сте уствари роднини. Има ли вистина во тоа? Не знам дали е по крвна линија или дали не По итроштини? По муабети од баба ми со невестата и со зетот и со брачета и со не знам што, некаде тука е смешано, само не знам каде и е таа конекција. Деветте цркви и потемничкиот вир
Клисурчето со заоблени карпи, кое не случајно во римско било катче на резиденции и винарии, се малиот градишнички рај во Мариовските височини. Со парченце шамија свиена во топче, Лена го чува споменот од баба и, реликвија која ја влече кон корените и старото огниште, за кое е подготвена да се бори. Ова е од прабаба ми, а нејзе го има дадено и сега фактички мене ми го има оставено ова и сигурно сум со мене, тоа е некаков начин на среќа за кога ќе одиш на пат, еве патувавме од Скопје до тука. Тоа е твојата трева што бега тебе што те чува. Да, од мојата баба. Сега жал ми е што постојат такви луѓе кои што немат ни осет за ништо, но како и да, ние планираме да се вратиме тука. Ова Маријова градишница е село на моите, на мајка ми, на баба ми и куќата ќе си ја направиме и јас ќе доаѓам тука со мојот син и се надевам дека и мојот син ќе доаѓа тука, нели, со неговите деца. Сите се сеќаваме на својот прв дом, на моментите поминати со мама во кујната. И како да беше вчера кога правевме детски лудории. Се сеќаваме на својот 6-ти роден ден. На нештата кои не сакавме да ги делиме со никого. И на моментите поминати со оние што ги сакаме. Свет на вкусови. Витаминка. How you feeling? Happy. Tell me how you feeling? Happy. We about to do this 'cause we happy, 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 happy. Делукс. Come along if you За мене happiness is the truth. Because come along if you know it. Happiness is in you. No, no. Come along if you feel like. Елит за мали и големи. Вистинско кафе за вистинско уживање. Демир Хисар со приказната на Елена Велевска. За нејзиното журче од детството ни стана некако поубав. Крушата под круша паѓа, а Елена по убавина и темперамент се метна на баба и Љубика. Љуба. Инаку не сум ви открила дека јас сум копија на мојата баба. Крушата под круша паѓа? Да. Мојата баба Љубица, Љубика ја вика, Љуба. И не знам, јас многу ја сакав нејзе и бев една од омилените нејзини внуци, бидејќи таа додуша сите не сакаше и последното ќе ни го дадеше од уста, ќе го дадеше на децата. И кога ќе дојдеше да не посети во Прилеп, јас сум цела на нејзе. А мора да била убава. Многу убава беше, крупна жена, сите ја викаа како босанка личиш, бидејќи многу беше висока, тенка, згодна, може би една од поубавите во селото. Журче сега е речиси празно. Наспроти неговата полнотија со живот од раскажувањата на родителите на Елена. Живот кој порано го вртеле и хранеле тркалата на воденицата. Сега него го издаваат само низите од тутун, според кој ќе заклучите дека овде сепак има жива душа. Среде раскошот од дабова шума, во близина на црквата Свети Илија, малото сакрално рајче, и под височините на манастирската црква Свети Атанаси, позната и како Журчевскиот манастир. Ова тивко село со енергично име може повторно да заживее во рамките на манастирскиот туризам. Како драг спомен. Јас обожувам. Првото огледало. Да. Обожувам да се гледам и да се шминкам тука, бидејќи има идеална светлина, гледа сонцето директно тука. Огледалце, кој е најубав во селото? И пошироко, и пошироко.
Потоа го следевме Галебот Джонатан, собирајќи ги бисерите од Охридското езеро. И вистинските, оние чии блескот е се уште тајнама историја и оние кои ги нарекуваме така, а не обкружуваат како културно-цивилизацијски богатства. Свети Наум е еден од нив. Коренот на нашиот домаќин кој со песна и со прогресивни визии ја има силата. Ѓоко Танески, нашиот извонреден домаќин по мајчина линија и по баба Марија од село Љубаништа. Чувар на спомените од неговото детство е крошната на Муренката, под која муабетот ни беше лезет. Моето детство, кога бев јас дете, тоа играиште не беше тука. Значи беше трева и можам да кажам може и поубаво што беше трева, затоа што може да играме природно баш. Имаше дружење, но има многу други места во село каде што се дружевме како деца. И тој дел во планината каде што се има убав многу предел каде што имаме разни игри играно. Галичица е прекрасна. Значи, да, преубаво си имам качување до тој врвот таму. Имаме одено по чај во голиот дел на Галичица, тоа е позади. Значи, многу убави спомени, многу убави моменти. Љубаништа е енергетска бомба. Охридска песочна писта врз која би можела да се гради иднината на Охридскиот регион. Над оваа Охридска лагуна се чардаците и терасите на селото Љубаништа. Уникатно и автентично, кое може да се развие во елитна рурална населба. Ова позади мене е буквално моето детство, значи таму има имиња сега, ќе ги кажувам, овде стоиме на Ббен, така го викаме овој дел. Зашто се вика така? Искрено не знам зашто се вика така. Ама убаво звучи, Ббен. Да. После тоа дрво натака, до другото дрво е врбче, вајда поради врбите што ги има таму, а после тоа доаѓа кампот Љубаништа и Чоше го викаме, тоа е чошот кај што завршува плажа. Од таму имаме одено пешки до Свети Заум, за бањање, значи не правиме муаве секој ден во летниот период бевме тука. А кога бев мал, значи додека почнав сам да одам на плажа со родителите, пораснав на Врбче. Значи, си имавме свое место, секојаш тука се паркиравме, секојаш тука игравме и така. Нокни седенки, Нокни-седенки, повеќе... покрај огин, пеење. Повеќе одевме на кај Свети Наум. Значи, пешки една група на деца, 20-30 деца, ќе се запневме од Љубаништа до Свети Наум, има околу 3 километри. Одевме во воениот камп, имаше забави, имаше музика жива. Во Свети Наум или овдека на плажа имаше секојаш интересни работи. Во секој случај морам да кажам дека жалосно е што сега во моментов вака изгледа оваа плажа. Не посакувам да изгледа вака, секојаш има место и простор за да се малце поурбанизира и да се облагороди место. Да се облагороди место. Ти си ми се што имам. Пушти рака, ајде. Фрли камче. Така. Браво. Ај ти едно да видам до каде. Со машка сила, ти ја имаш силата. Ти ја имаш силата. Ја не можам така. Пода едно. Ама плоснато. Плоснато нема, чекај. Еве ти. Види за тебе. Ајде да видиме. Това требаше јас да го Мирен покрај тебе да заспивам јас. Хеј, не бол не признавам. Сонце, дожд и мраз, се на своја кожа ќе издржам јас. Воздухот на Македонија може да го почувствувате ако дојдете во Жван. Така не поканија во нивниот рај близнаците Мартин и Стефан Филиповски од групата Next Time.
Овие духовити и шармантни јунаци на модерното време не уверија во нивните зборови, представувајќи ни го педа по педа нивното детство во Жван. Селото на интелект, пркос, интелигенција и колективен табиет кој ги прослави жванци. Ја премостивме Црна, фрливме поглед на напуштената воденица, чии пченки ги најдовме во кафулето што си го нарековме Тренд. Се капевте во рекава? Се капе, се капе. А рипавте ли? Тука на овој мост, као деца ке доевме и некои од селаните ке дојат и има процедура да те прашат ти чив си, и не прашат ти чив си бе, и ние кречем на Никола. На кој Никола? Никола Карев. На Никола Карев. Само што дојдов, гледам зашто може во иднина да се употреби место. И тоа со оглед на тоа што дека веќе 250 жители живеат во село, некако ти изгасна и мотивот и желбата да се инвестира во нешто вакво. Но се надевам дека ќе дојдат некои подобри денови, селски денови во Македонија, каде што преку вакви емисии ќе се развие селскиот туризам и ќе живнат. Да, и овие места повторно ќе оживеат, може по се надеваме. Повторно ќе се пие пивце и ќе се лудува внатре. Да, мора, што да правиме. Тука сме ние да... Или од Нескафе. Од Нескафето ќе да е таа журка. Има еден скратен ишарет во Жван, кога бараат ракија, ја бараат дај од тоа Нескафето, ама со намигнување. Да. Иначе... Ако повараш Нескафе, не треба да намигнеш за ти дадат Нескафе. Клај од Нескафе. Клај од Нескафето. Кога лажеш, каде гледаш, кога не сакаш се ли земаш, мислев те познавам, но сега добро знам. Од тука на чешма, па на билијар и од сред село в плевна, па на богата софра со главниот атрибут на Жван, жванското гравче. Го расплетовме муабетот за песната во чест на Ѓурѓа, нивната баба Ѓурѓа. Ја би се вратил еве на мајка ми Ѓурѓа. Ја мислам дека не дека ми била мајка, него сепак спрема начин на живот, условите и како живееле тешко. И мислам дека на некој начин и мајка ми била хероина. Била. Позитивен инат. Позитивен инат? Позитивен инат. Жванци се како пиреј, како пиреј. Како грав. Да. Па гравот го бистри умот. Природа, зелениво, шуми, ливади, расцветано, кој ќе дојде онаму мај месец, тогаш да дојде. Рајот на земјата. Рајот на земјата во Жван. Рајот, баш рајот. Да ги видиш, Ѓурѓо, да ги видиш, сестро, да ги видиш, Ѓурѓо, комитите. Нашата божица на дождот, Сара Костадиновска, не запозна со лупште, нејзиното мило лупштенце. Суптилно проткаено во 50 декемвриски нијанси сиво, буквално како пејсаж во графика. Тоа ги издивнуваше своите ароми на костени, кафе, домашна ракија, од оџаците кои го издаваа животот крај поречката Клисура. Мојот космос е, мислам дека љубовта пред се. Духовното во сите негови видови, варијанти и модуси. Љубовта
љубовта е дел од духовното, позитивната енергија, мислам дека исто така љубезноста е еден многу важен фрагмент од животите на сите нас. Искрено многу пати сакам да се вратам назад во тоа време. Чисто пати знам да кажам дека одвај чекам да остарам и дај Боже да остарам. Немој, те За молам, да- имаш време, па почекај Не сакам да ја побрзо, ама сакам да ја доживеам староста и сакам искрено да бидам онаква баба со многу внуци и со многу животинки. Многу сакам животните. Сакам да живеам на планина, да бидам баш поврзана со универзумот, да дишам убав, чист, здрав воздух, да црпам енергија и инспирација од природата, да, од боите на есента, на зимата, секое годишно време си носи свој преубави бои, особено есента ми е прекрасна, не дека сум родена тогаш. Ти си вага во хороскоп Терезија? Да, 20 октомври. 20 октомври. И јас сум вага. Стварно. И не ги костените. Јас не се тука баш ги видов. костени. Стварно? Да, бе. Бакремови И не гранчи, печурка. нема се багреми. Стварно? Ме лажеш. Иначе Сара има песна Лажеш, се вика песната. А Next Time имаат песна Кога лажеш, каде гледаш. Овде, лево. Све лажговци во естрадава. Се лажев јас, дека може како некогаш да е. Крајот близко е. Значи, пролет е џам и летно. Кај се криеш овде? Дека жмурки играше? Да. Не само тука, него и нагоре имаме трчање и од нагоре има прекрасен поглед. Тамо се нимите? Да. Од ова патче прво се спушта надолу. Надолу има еден поток како река, не е баш река, него е поток поскоро. И после да се качуваш повторно нагоре и ти викам во тој предел на шумата има многу дождовници. Старски, ама убава. Да. Добар ден. Добро ве најдовме. Многу во село имате. Мамо има луѓе лично. Колку сте останати сега? Па сега за зимава. Сега 13 души, лета идам поќе. И ќе си ојме и толку. Така, зимава, значи... Нека една деца им бил да дојдете на кафе. Ако не остане стоплите ли малку? Ке не стоплите? Нема проблем. Или јајте сега. Тостенче има ли некој? Има. Па, тостенче сакаме ние, повеќе на место кафе, ако може. Дека еме да печеме. Па може додека го прошетаме село. Па, ајде. Ќе запаловно ја ќе клада да се печат. Да се знала ќе клаев да се сварат, варени се пувај. Печени се, печени. Печени. Јас и ти сакаме се санкаме. Ајде. Толку. Доста беше санкање, одиме сега се згрееме малку. Ти си тепачка со снег. Чекај сега па ќе видиш. Ќе направам една оскудна топка. Имаш време, ти си млада. Ти си дете. Ја сакам, ама не знам дали можам. Децата тука на река ќе си ги носиш. Ќе се санка, ти кај што си се санкала. Све е испланирано, уште куќа и деца ни фалат. Па ќе биде, да направам куќа да научам децата, ќе биде. Млада си. Да, дај Боже, верувам. Со шампионите од пругата и на татамите
сенсеј Венцислав Недев и помладиот сенсеј Дејан Недев. Ја отворивме темата булки крај шините. Вистински проживеана со сите железничарски предизвици. Скопје вија градско со воз. Најпрво би сакал да се заблагодарам што ме поканивте да бидам дел од вашата емисија, која што е извонредна и која што мислам дека со оваа емисија и вашиот проект ќе ги разбудиме оние чувства кај гледачите да се вратат од онаму каде што потекнуваат. Јас потатко потекнувам од Градско, односно од Долно Чичево, од каде што е мојот дедо, и исто така потекнувам од железничарско семејство. И татко ми и дедо ми работеле на македонските железници и тоа е една од символиките кои што е причината зашто сме денеска во ВОЗ. Добро ве најдовме. Како сте, добри сте? Одлично. Домакинот на Градско. Да, на Градско. Ајде да прошетаме да ни покажете каде било вашето детство и како сте си поминувале во животот покрај пругите, што јас го викам булки крај шините. Во главном овдека. Првата станица каде што била неговата фамилија, железничарска фамилија. И тука сме на бунарот на плачот. Да, такво така. Леле до каде? Да. Знаеш дека ни се гледаат лицата како огледало? Здраво. Здраво. Ај. Скрши огледалото. Сега ќе го замолам машиновозачот на локомотивата, дека ќе дојде во Градско пред да влезе пред сигналот, да ја намали брзината за да можам да скокам. И јас тоа често го правев, одејќи, враќајќи се од Скопје, иначе ако не ми застанеше тој воз во Скопје околу 11:30-12 сат, тогаш ќе требаше да останам негде у Скопје цела ноќ и да се валја немав каде да спијам. Ќе морав и чекално да А скокот опасен ли беше? Скокот е опасен ако не знаеш како да скокаш. Иначе се скока на тој начин што секогаш мораш да скокаш во правец како што иде возот. Значи ако скокниш обратно, значи од возот или право или контра ако скокниш, тогаш одма и со помала брзина, па нека и 5 км на сат, можеш да настрадаш и да погинеш. Има принципи кои се најсврсисходни за да можеш и у каратето да паднеш, а да не се повредиш. Ете, а врската помеѓу железницата и каратето. Токму така. Една од врските. Една од врските. Да. Ти си пробал некогаш да скокнеш од воз? Не. Ама сум се качувал. Некогаш ќе се симнеме на брзинка на некоја станица да купиме нешто за јадење за пиење и возот ќе тргне и ние у трчање сме се качувале во возот. Одиме понатаму. Да. Со воз. Да. Во Чичево, селото на мојата баба и на дедото на Дејан Недев.
имам чест да му дадам водичка од популарната чешма во село Чичево на нашиот светски првак во карате. Jovanke, kraj Vardarot sediš, mori belo platno beliš, se na gore gledaš dušo, srce moje Jovano. Имаш право ти тука. Шо љубови паднале? Ехе. Романтики? Кога песната е великодушна и филигрански пуштена од грлото ненапеано, тогаш таа е на Наум Петрески, момчето со потекло од љубаништа, доајенот на македонската песна. Баш ми е мило што некој се досетил баш на ова идеја да не посети и да не подсети на старите корени од каде потекнуваме, кои сме и зошто сме. Баба ми, дедо ми се по потекло, значи по мајчина линија се од Подгорци, а по таткова линија од Лабуништа. Јас до 8 поделение учев во Лабуништа и тогаш се префрлихме во Струга и средна школа завршив во Никонестор Струга. Меѓутоа имам многу убави спомени од моето детство, така да таму сум порастен. Така, убав крај. Струшки Дримкол е волшебен крај. Со фамилијата, баба ми, дедо ми, значи тоа Јабланичка планина, јас знам совршено добро, бидејќи татко ми беше ловец, или во ловец, така да често одевни по планини со друштво. Имавни традиција на Павловден, тоа е 13. јули, да одиме, ние викавме на Голина или кај што нема дрвја, значи на самата граница со Албанија и да го прославиме тој празник со играње фудбал, горе правење скари, дружење и така. Има ли песна? Ова големо село во ранг на населба, заради новите куќи кои според димензиите се мали палати, го затекнавме без шминка, бидејќи куќите се без фасади. Овде владее законот на гурбетот. Тоа е плеќата на Лабуништа и моторот на неговата иднина, која видовме дека овде педа по педа се шири. Печалбата по белиот свет овде е на мегдан и се мери во квадрати. Ова село е од ретките кои раснат. За оваа рурална алхемија, која нам ни ги стопли душите и ни ги облагороди мислите со убави сеќавања, најде зборови и акорди токму Јаков Дренковски, со кој започнавме и завршуваме. Финалето и пораката ги оставаме на неговата гитара. Меѓу многу луѓе сум, а сепак осамен. Оддалечен од пријателите и од домот мој. Стари слики се превртуваат секој ден, длабоко во мојот ум. Многу лузни на срцево се бележани, а не една лузна капка соза радосница. Една желба постојано ме притиска, посакувам дома да сум јас. Длабоко се врежани спомените во мојот ум, на сите свети места од животот мој.
me sleda da ne zaboravam koji sum jaz, dlavoko vo mojo tu. Nikoj od nas ne sme da zaboravi koji od kade, nikoj od nas ne sme da zaboravi koji bil i što bil. Mi na to neće možeš ti da go zgaziš, ne smeš da pregaziš na sve to vreme, mi na to ne zaboravaj. Daleko su tamo, kade što si ti, prebaruvam so misli lepo mi na to, posakuvam doma da sum jaz. Kon sonce to gledam, se osvetluva vodem pas, od duša do slušam moj glas, se raduvam, će poletam, se vraćam doma jaz. Nikoj od nas ne sme da zaboravi koji od kade, nikoj od nas ne sme da zaboravi koji bil i što bil. Mi na to neće možeš ti da go zgaziš, ne smeš da pregaziš na sve to vreme, mi na to ne zaboravaj. Nikoj od nas ne sme da zaboravi, ne sme da zaboravi. Nikoj od nas, nikoj od nas, nikoj od nas, nikoj od nas ne sme da zaboravi, nikoj od nas, nikoj od nas, nikoj od nas ne sme da zaboravi, nikoj od nas.